Заради раст на платите во МВР се зголемуваат трошоците од буџетот. Незначителни 5 милиони евра повеќе за капитални инвестиции до крајот на годината. Според проекциите, економскиот раст останува на ниво 3,7%. Но инфлацијата се зголемува на 2,8%, што укажува на повисоки животни трошоци. Владата ветува намалување на буџетскиот дефицит и стабилен јавен долг, додека опозицијата останува критична за реалниот животен стандард на граѓаните. Повеќе за предлог ребалансот на буџетот од колешката Ирена Чачкова. Ирена, што туку заврши пресуд на Министерката за финансии, кои се главните финансиски импликации на коригираниот буџет за до крајот на годината? Да, планираат да се зголемат и приходите, но и расходите, иако минимално сепак има раст и на она што се планира да се собере во буџетот, меѓутоа и на она што треба да се потроши. Па така приходите се проектирани на 5,9 милиарди евра, а расходите на 6,52 милиарди евра, но она што се тврди е дека дефицитот ќе остане ист, односно ќе изнесува 4% од бруто домашниот производ. Инфлацијата во однос на основниот буџет за 2025 година, која што беше проектирана на 2,2%, сега ќе се зголеми според проекцијата на владата на 2,8% во однос на претходно. Сепак ова е пониско во однос на она што е сега инфлацијата според статистиката, а тоа е 3,3%. Меѓутоа предлагам во продолжение да чуеме изјавата на Министерката за финансии Кочовска, која што објаснува како планира да се намали инфлацијата до крајот на годината. Малку благо ја зголемуваме инфлацијата заради првата половина од годината. Очекуваме можеби одредени промени во делот доколку има зголемување на цената, следиме дека има одреден ризик заради нафтата и берзанските цени, но ја следиме состојбата многу внимателно. Во исто време Министерството за економија и труд ја следи состојбата многу внимателно и со цените кај прехранбените, би рекла, производи пред се. И правиме напори во периодот кој што следи, ќе објавуваме и други некои мерки кои што можеби не значат директна финансиска поддршка, но ќе помогнат да ја зголемиме конкуренцијата во делот на домашното производство со цел да ги намалуваме овие ефекти. Повеќе пари ќе има и за капитални проекти, иако незначително околу 5 милиарди евра, сепак и оваа ставка се зголемува. Кочовска објасни дека генерално станува збор за проекти во одбраната, таму имало поголема реализација и потреба. Од овие средства се зголемуваат и средствата од буџетот кои што ќе бидат наменети за плати во јавниот сектор, и објаснувањето тука беше заради тоа што ќе бидат потребни повеќе пари конкретно за секторот МВР. Исто така се зголемуваат и средствата од буџетот кои што ќе бидат наменети за ПИОМ. Па така тука од прилика би средствата кои што ќе се издвојат од државната каса за оваа институција ќе бидат околу 800 милиони евра, дури и мислам дека и ќе надминува оваа бројка. Меѓутоа, како и што беа најавите, дека во септември се планира и ново покачување на пензиите, но се уште се размислува дали тоа ќе биде линеарно или процентуално. Министерката Кочовска тврдеше дека околу ребалансот на буџетот имала комуникација со повеќе институции, за сега немало забелешки, иако имало институции кои што побарале повеќе средства. Предлагам во продолжение да ја чуеме и оваа изјава. Ниту оваа година, ниту за следната 2026 година нема да имаме проектирање, значи за инфраструктурни проекти во област на железница. Во однос на тоа од каде кратиме. Најмногу се крати од владата, бидејќи таму имаше одредени обврски кои што навистина лично премиерот се заложи дел и од нив да одложи. Во најголем дел имаме прераспределба помеѓу институциите, да кажам, а зголемување на капиталните расходи имаме во Министерството за одбрана, каде што, како што кажавме, имаме висока реализација. Исто така останува непроменета и проекцијата за раст, она првичната која што беше со буџетот за 2025 година, значи продолжува, значи стапката на раст оваа година ќе изнесува 3,7%, ќе продолжи задолжувањето и на домашен пазар и на странски пазар, меѓутоа Кочовска уверува дека јавниот долг нема да надмине 62% од бруто домашниот производ, како што кажа на пресконференцијата, можеби само да оди надолу, а нема да ја надмине оваа бројка од 62%. Павле, тоа би било се за сега, како што напомена и ти на почетокот, ова е ребалансот на буџетот кој што помина на владина седница, сега следниот чекор е дека тој треба да биде пратен во собранието.
Ти благодарам, Ирена, за исцрпниот извештај. Те очекувам и следното информативно издание. Тоа беше Ирена Чачкова со главните поенти од предлог ребаланс на буџетот